Јас сум Предраг Самарџиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Драги гледачи на МТМ телевизија, здраво и добро дојавте во петото издание од седмата сезона од проектот МТМ Кошаркарска лига за сезоната 2016-2017. Во денешната емисија ќе видиме 3 средби кои се одиграа во спортската сала Македонски херои, а ќе ги видиме децата од генерацијата 2002-2003 кои го одиграа третото коло во новата сезона. Освен од преварите ќе можете да се погледнете и стандардната рубрика Топ 5 на недобрите потези од ова трето коло од генерацијата 2002-2003, ќе ги видиме најдобрите 5 потези од АБА лигата, од Кошаркарската Евролига и од НБА лигата. На крајот на емисијата ќе го најавиме и третото коло кај генерацијата 2004-2005. Останете покрај малите екрани во следните половина час, затоа што започнува 116-тото издание на МТМ Кошаркарската лига. Чест да го отварат ова трето коло во генерацијата 2002-2003 ја имаат тимовите на АБ Спорт и Крива Паланка. Во следните 10 на минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти од овој надпревар. Во првиот дел гледавме првично испитување на силите. И двата тима играа изравнето во текот на целото прво полувреме, се менуваа во водството и не создадува поголема предност. Како што заврши првиот дел, така беше и во вториот, и за нејанса кошаркарите на Крива Паланка беа подобри. Па така првото полувреме го доби Крива Паланка со 32-30. Во второто полувреме, подочно во третиот дел се случи клучот на мечот. Крива Паланка одлично стартуваше, а тоа темпо на игра не можеше да го следи тимот на АБ Спорт, кои потврлија во одбраната и нападот. Веќе Крива Паланка направи двоцифрена предност која АБ Спорт многу тешко успеваше да ја достигне. Третиот дел го доби убедливо Крива Паланка со 19-9, а во последната четвртина, помалку и неоптеретени од конечниот исход на мечот, го намалија темпото на игра. АБ Спорт само го ублажи поразот и не дозволи противникот да го заврши мечот со двоцифрена позитива. На крајот Крива Паланка победи со 46-37, а последниот период го доби АБ Спорт со 10-8. Кај победниците тимот на Крива Паланка најдобар поединец со 16 поени беше Давид Митевски, 10 даде Алексеј Ѓошевски, а 7 Јован Стојчевски.
Наградата од нашите пријатели Горска за најдобар играч на надпреварот MVP отиде во рацете на Давид Митевски од тимот на Крива Паланка. Здраво, јас сум Војан Станосев и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од ова трето коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 2002-2003 се сретнати тимовите на ФМП Академија и Илинден. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме на интересните моменти од овој надпревар. Вториот надпревар имаше сосема поинаков тек на мечот. Илинден одлично стартуваше, што ФМП Академија не можеше да го следи нивното темпо на игра. Со одлична реализација во нападите, Илинден создаде солидна предност и до крајот на првото полувреме се повеќе ја зголемуваше. До крајот на вториот дел, Илинден веќе направи двоцифрена предност. На полувреме, Илинден имаше предност од 30:18. Во третиот дел, кошаркарите на ФМП Академија заиграа далеку подобра кошарка. Одлично стартуваа и ја намалија предноста на една цифрена разлика. Но тимот на Илинден како да ги одмораше силите за финишот. Со серија поени веднаш си ја врати предноста од првите 20 минути и уште повеќе ја зголеми. ФМП Академија во последните 10 минути влезе со голема негатива и за нив надпреварот веќе беше готов. Така Илинден стигна до нова победа во МТМ Кошаркарската лига со 59-44. Сите четвртини ги добија кошаркарите на Илинден.
Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. И во третот и последен надпревар од ова трето коло кај генерацијата 2002-2003 од сезоната 2016-2017 во МТМ Кошаркарската лига се сретнаа тимовите на Академија Баскет и Шкупи. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти и од овој надпревар. И двата тима одлично го започнаа мечот, си играше изравнето во првите 10 минути од надпреварот, па така нијанси решаваа кој ќе ја добие истата. Подобро се снајде тимот на Академија Баскет и ја имаше почетната предност на овој надпревар. До крајот на првото полувреме кошаркарите на двата тима и на Шкупи и Академија Баскет играа изравната кошарка, па така разликата од 2 до 3 поена ја задржаа играчите на Академија Баскет и по првите 20 минути има минимално водство од 18:15. Во третиот дел кошаркарите на Академија Баскет повторно не застанаа. Во голема мера ги казнува промашувањата на Шкупи, кои никако не може да го следат темпото на игра на Академија Баскет. Од минута во минута се зголемуваше предноста и пред стартот на последните 10 минути Академија Баскет имаше солидна предност од +7, а на семафорот стоеше 29-22. Во последниот период Шкупи се обидуваше да се врати во игра, но и покрај тоа кошаркарите на Академија Баскет предноста не ја испуштија до крај. Па така Академија Баскет стигна до нова победа во МТМ Кошаркарската лига, иако Шкупи ја добие последната четвртина со 14-12, Академија Баскет ја однесе победата со 41-36. Кај победниците тимот на Академија Баскет со 10 поени, најдобар стрелец беше Иван Балканов, а по 6 поени постигнаа Иван Табалковски и Марко Лазаревски. Кај Шкупи по 4 коша дадоа Амар Шаини и Редон Таипи. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.
Следува рубриката Топ 5 каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова трето коло во МТМ кошаркарската лига кај генерацијата 2002-2003. Гледајте МТМ кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите, погледнете ги на новите топ 5 потези во Јадранската АБА лига, Кошаркарската Евролига и NBA лигата.
Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевка. Јас сум Лазар Пуволски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Тука, почитувани гледачи, завршува и ова пето издание од седмата сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2016-2017. Ние повторно се гледаме следната недела со надпреварите од нашата лига, која ексклузивно се емитува на програмата на МТМ телевизија. По великденските празници ќе ги видиме децата од генерацијата 2004-2005 кои ќе го одиграат третото коло. Почитувани гледачи, останете вие и понатаму со програмата на МТМ телевизија, а со новите кошаркарски возбудувања во нашата лига се гледаме повторно за 7 дена. Поздрав!